Скопското обвинителство бара информации од специјалното обвинителство МВР и Основниот суд за расчистување на случајот со Коста Крпач, скопјанецот помилуван од председателот Иванов, кој минатата недела беше пронајден мртов во неговиот стан во Скопски Капиштец. Бараните податоци и документација се во насока на расветлување на случајот со починатото лице КК. Информираат од Основното јавно обвинителство, што конкретно бараат од колегите во специјалното обвинителство и од другите институции засега не откриваат. Повеќе детали ќе ги соопштат на јавноста кога ќе ги сумираат информациите. Паралелно се чека извештајот од извршената обдукција. Минатата недела беа побарани и дополнителни анализи и вештачења. Телевизија Нова неофицијално дознава дека обдукцијата утврдила една прострелна рана во телото на Крпач. Непосредно по настанот во отсуство на официјални информации, во јавноста се зборуваше дека Крпач се самоубил и дека причина за тоа биле јавувањата и заканите од страна на истражители на специјалното обвинителство. Оттаму ги демантираа ваквите наводи и посочија дека Крпач бил само сведок, а не осомничено лице. Она што и натаму останува нејасно е зошто специјалното обвинителство вршело претрес во домот на Крпач и во која фаза од постапката што ја воделе станал како што тврдат сведок. Одговор од институцијата на овие прашања нема, а праксата пак не познава вакви случаи во кои вооружени алфи вршеле претрес во дом на сведок кој сам им пристапил на органите на прогонот и одлично соработувал со нив. Основниот суд потврди дека минатиот месец по барање на специјалното обвинителство била издадена наредба за претрес. Медиумите подсетуваат на неодамна поднесените кривични пријави за малтретирање во вршење служба против обвинители и истражители од тимот на Катица Јанева. Тогаш во јавноста како најдрски беа споменувани Лиле Стефанова, Гаврил Бубевски и Фатиме Фетаи. Кој го водел случајот на Крпач и дали бил некој од нив, засега нема информација. Според пријавите кои тогаш граѓаните ги поднесоа, се тврдеше дека обвинителите и истражителите преку закани се обидувале да изнудат невистините изјави од повиканите.